Добро вечер, почитувани гледачи. Време е за дебата на телевизија Нова. Уште 15 на дена остануваат до датумот кога треба да стапи на сила одлуката за распуштање на собранието. До тогаш ни остануваат околу уште 2 недели политички тактизирања. ВМРО, ДПМН и ДУИ остануваат цврсто на ставот изборите да се одржат на 24 април, како што беше договорено со договорот од Пржино. Но СДСМ и понатаму е на позиција дека овој датум треба да биде преместен некаде подоцна во јуни или во јули, бидејќи сметаат дека не се исполнети сите услови што требаше да бидат исполнети според договорот. Ова се дел од тезите на кои ќе разговараме вечерва со моите гости, председателот на ВМРО Ванчо Шехтански. Добро вечер. Добро вечер и за вас и да ви честитам за преубавата телевизија. Ви благодарам. Председателот на Либералната партија Иван Величковски. Добро вечер и вам. Добро вечер, честитки за почетокот на проектот и посакувам успех. Ви благодарам. И председателот на Евроатлантскиот совет Исмет Рамадани. Добро вечер и вам. Добро вечер. Исто се придружувам на честитките. Здравје и успех. Ви благодарам. Се надевам че ги оправдаме очекувањата и ваши и на гледачите и ќе допринесеме за поголем плурализам во македонското општество. Да започнеме со најновата изјава што викендов ја имавме прилика да ја слушнеме на председателот на Собранието Трајко Велјановски, дадена за Гласот на Америка. Во неја тој остави одредена можност да се одложат изборите договори на 24 април, ако за тоа се договорат повторно лидерите на 4 партии, иако рече дека тоа не е пожелно сценарио, бидејќи тоа што е договорено треба да се почитува. Како гледате на ова најнова изјава и целиот развој на настаните? Повелете. Благодарам. Мислам дека ова е една очекувана изјава од стапница, така да кажем, или изјава која што може да биде вовет по потреба, да се искористи за да може да се овозможи одложување на изборите врз основа на политички договор Пржино 2, 3, 4 веќе кој е поред. И доаѓа во континуитет. Јас се ставам во контекст заедно со онаа изјава која што денеска од господинот Ахмети не можете да ја чуете, но во исто време ја кажа во делот на тоа дека доколку се одложи датумот за изборите предвиден со договорот од Пржино, тогаш ќе треба да се зборува и за нов договор. Значи, во моментов всушност забележуваме дека постојат веќе и два потенцијални паралелни концепти за решавањето на кризата, бидејќи јасно е дека периодот кој што е пред нас не дава доволно време да се завршат сите обврски кои што политичките партии подписнички ги презема, за да може да се одржат кредибилни, демократски, фер избори на 24 април. Јасно е дека со сите и денеска имаме веќе одлагање на почетокот на прочистувањето на избирачкиот список. Се забележува дека заморот на материјалот е се поголем и се забележува дека јавноста е се поубедена природно во тоа дека избори не може да се одржат на брзина само за да се испочитува датум. Значи ние кога зборувавме и за самата критика на Пржинскиот договор. Да, вие во принцип сте против целиот договор, целиот договор концепт на поставен, концептот на договорот е проблематичен заради тоа што прво го фиксираше датумот, па потоа обврските. Наместо да се земат сите обврски предвид и потоа да се излезе со решение. Затоа за да не должам премногу, мислам дека влегуваме во фаза кога очекувајќи го ставот на Соединетите американски држави на Европската унија до 20 февруари. Мислам дека се прават веќе и сите, така да ги кажеме, политички позиции од стапници од една цврста позиција која што ВМРО ДПМН ја застапува, да веќе се испробуваат и другите варијанти и лично сметам дека ќе биде неопходно да се направи се за наследните избори, значи тој како партија јавно го соопштивме. Наследните избори нема да лицитираме со датум кога се, но во основа ќе мора да излезат сите. А за тоа ќе треба да се исполнат сите минимум неопходни услови. Од тие причини мислам дека и во текот на емисијата ќе имаме можност да ги анализираме и сите странични, така да кажеме, проекти, бидејќи очигледно е дека со застојот на преговорите за медиумите, со одложувањето на овие постапки за пречистувањето на избирачкиот список и со сите паралелни непознаници што се јавуваат, веќе се јавува потреба од интервенирање во други закони. Тоа мислам дека денеска дирекцијата за заштита на податоци го бараше. Значи сега ќе се измислуваат многу, да кажеме, процедурални, правни аргументи, замки, ако сакате така да кажеме, а притисокот паралелно ќе расте и врз специјалното јавно обвинителство, кое е еднакво дел од равенката за тоа кога би се одржали избори. Дозволете само уште кратка политичка оценка. Груевски ќе ги форсира изборите да бидат што побрзо, бидејќи за него целта мислам дека е да бидат тие пред септември. Потоа не може да смета на истата кондиција. Од друга страна, забележливо е дека во таквата ситуација
Сметам дека тој ќе ги користи сите логистики на ДУИ, на ДПА и слично, но кога тоа ќе се распрсне како можност, тогаш веќе ќе мораме да одиме кон потемелни решенија. Да не го одзимам времето на другите соговорници. Отворивте многу прашања, во текот на емисијата сигурно ќе имаме време пошироко да ги елаборираме. Господин Шехтански, се согласувате ли со оценката дека нема време да се организираат кредибилни избори на 24 април? 24 април. 24 април беше кажано пред точно 11 месеци. Или на 2 јуни, кога беше? 2015 година. Значи, симптоматичен датум, кај што на 24 април се одржуваат уште едни избори. Изборите во Србија. Така? Значи, дали случајно или не, имаме поклопување со ист датум на парламентарни избори и во Македонија и во Србија. Во политиката нема ништо случајно и тој датум и тоа поклопување е можно симптоматично. Зашто политичката криза во Македонија почна со бегалската криза. Минатата година во овој период, во февруар месец. Значи точно година дена. Имаме политичка криза, имаме мигрантска криза. Да велиме дека тоа е дело на СДСМ, политичката криза во Македонија, не се согласувам со таа констатација, затоа што се нема капацитет за такво нешто да се исценира во исто време. Да се исценираат и изборите, да се закажат за една година со датум 24 април, исто така не е случајно. Значи, која е целта се поставува прашањето? На крајот, да не должам многу, бидејќи имаме доста време за дискусија, сметам дека е тоа политички притисок за Република Македонија за решавање на името и спорот со Грција. Господине Мадани, ова се дел од аргументите што Јали Ахмети ги споменуваше дека изборите не смеат да се одложат, токму поради тоа што Македонија има голем број на обврски кои очекуваат после изборите, пред се самитот на НАТО во јуни и очекуваниот наплив на бегалци. Добро, јас мојата анализа не би ја направил сега како што го направи господин Шехтански, пошто ми звучи премногу конспиративна тезата, така што Добро, Тамаро, партијата е така Тамаро. Ако влеземе во тоа што се конспирации, мислам конспиративно, тогаш најверојатно ќе мораме да се соочиме и со многу шпекулации. Јас поаѓам од нешто што е реално, веќе видено кај нас и може да се очекува. Мислам дека првиот договор, кога падна за 24 април, прво датумот, а после сето тоа што следуваше, тука странците тоа умешно го направија, прво што ги натераа да се договорат четирите лидери на најголемите партии, веројатно со предпоставка дека ако има рок и датум за избори, овие други работи ќе одат подобро и сите механизми кои ќе се употребуваат за да можат да притиснат кај лидерите, односно да се дојде до некој консензус помеѓу четирите големи партии. И мислам дека тоа даде резултат. Затоа што кога не би имале датум 24 април, веројатно би уште се ДИК не би бил формиран, одложило тоа со месеци и месеци. Ние гледаме и сведоци сме, дури кога имаме датум 24 април, колку имаме поместување на рокови, кои таксативно се кажа после на вториот дел од прашање дали биле вкалкулирани кај странците дека такви одлагања веројатно можеле да се предвидат дека Да, мислам дека и кај странците веројатно тие знаеле дека со кого имат работа и ќе има такви одлагања и сега кога веќе сите тие рокови се поместени, мислам, и се уште не се довршени,
сето тоа што е договорено. Еве да речеме, сега дојдовме до ситуација каде имаме државна изборна комисија која со нови ингеренции, нови компетенции, мислам дека најдобро е политичките лидери или политичките партии веќе да не се занимаваат со датумот 24 април, затоа што имаме компетентно тело, односно институција, која треба да каже дека се исполнети, односно не се исполнети услови. Да, но проблемот е што датумот е фиксиран во договорот и фиксиран сега под услов. две од трите подписнички ВМРО фиксиран е и под ДП. услов ако се создават услови за избори. Меѓутоа, две работи кои се многу важни за фер, демократски, кредибилни избори за нас се избирачкиот список и медиумите. Избирачкиот список тек сега почна нешто да работи Државната изборна комисија и тоа со тие споредби што ги прават и бараат веќе од, мислам дека дури и од сите институции немат добиено тоа што го бараат. Да, уште склучуваат договори, да. За медиумите сме сведоци дека многу тешко оди, затоа што и опозицијата и позицијата знаат што значи да имаат аксес, односно да може да влијаат кај медиумите за партиски интереси. И тоа многу тешко оди. Мислам дека досега една од најтешките задачи, односно работа, што најтешката работа е да се договорат околу начинот како ќе функционира. Да, ќе зборуваме и за медиумите подолу. Така што мислам дека на 24 април може да се оди на избори под услов ако се усогласат партиите, големите партии. Меѓутоа, ако остане во ставот СДС дека нема да учествува на избори на 24 со нивна оценка дека не се исполнети услови, а тука морам да обрнувам внимание дека има и други партии, помали партии кои се во такво мислење, така што мислам дека нема да се дозволи ни од медиаторите, ни од тие што учествуваат како леснувачи во сето ова, да се оди на избори на 24 без опозицијата на избори. Така што ќе има некое одлагање која ќе биде компромисно. Нема да биде тоа во септември, мислам дека останува 5 јуни или 29 мај како датуми кои се спомнуваат. Извинете само, значи, јас се дадов проценката дека на Груевски не му одговараат избори пред септември и тоа беше неговата по мене или по нас, во нашите анализи, ние сметаме дека тој направи се што може, ги искористи сите ресурси како ДОИ ДПА исклучно, да го изфорсира датумот кој што го доби сега, практично мислам на претходната пресконференција беше споменат официјално и од СДСМ. Мислам дека тоа за него беше цел за да се осигури дека изборите ќе бидат пред септември. Но вториот дел, политичката криза, оно што треба да го реално лоцираме. Политичката криза не започна во февруари 2015, политичката криза во Македонија започна во 2011 година со тие предвремени избори. Веќе се придвижи кон една нагорна линија со 24 декември 2012 година. Дојде во нова фаза со локалните избори во 2013 година. Од 2014 година, откако не се признаени изборните резултати, кризата веќе влезе во оваа фаза која што денеска треба да го добие епилогот. Но секоја политичка криза, затоа странците сметам дека јасно го форсираа концептот на договарање конечно на избори за демократските земји, кон кои што се стремиме и ние. Резултатот на политичките разлики, судири и кризи се изборите. И добивањето кредибилна влада после тоа. И реално да збориме на Македонија, после овие избори и треба кредибилна влада на која што опозицијата ќе излезе и честита, а власта ќе врши одговорно својата функција. Но при тоа имајќи ги предвид и ставовите на тие што ќе бидат опозиција тогаш. Но оно што е многу битно. Клучното прашање колку држат аргументите за барањата за одлагање на изборите или е тоа само купување на време за да
евентуално се поправи рейтингот или да се чека исходот од Катица Јанева, од специјалната обвинителка? Веројатно од сепа нешто, од многу од овие фактори. Но суштината е во тоа дека додека трае ваквиот однос, ние кризата ја продлабочуваме разликата. Се продлабочуваат јазовите меѓу политичките партии. И од тие причини не сум сигурен дека таа голема лидерска четворка, како и да ја наречеме, односно тие лидерски поглавици, партиски поглавици, дека ќе може туку така да седат и да испушат луле на мирот и тоа се да се заврши среќно и весело. Овие разлики ќе продолжат и натаму, затоа што паралелно продолжуваат прво меѓуетничките политички блоковски поделби. Второ, тоа ја доведува земјата и ќе доведе и натаму во уште потешки предизвици, особено имајќи ја предвид надворешно политичката констелација. Така што не верувам дека датумот колку и да биде изфорсиран дека ќе даде конечен епилог на крај на политичката криза, туку ќе имаме и по изборите ќе има се уште одредени разлики кои ќе треба да се пеглат на многу специфични начини. Затоа кажувам, втората, јас не ја подценив таа изјава на Ахмети, која беше многу индикативна, кратка, траеше што се вели 2 дена, за потоа да ретерира назад, каде што најави дека новиот датум за избори ќе значи и нов договор. Сега, тоа не значи дека седнуваат и се договараат кога само ќе бидат изборите, туку и што би се направило во меѓупериодот на пролонгирањето на изборите. Тоа мислам дека тоа е еден концепт кој што во јавноста кај нас некако бледо амбасадорите во тоа писмо до владата ги кажа критериумите по кои ќе оценуваат дали се исполнуваат услови. Кај Ахмети има една друга причина. Мислам дека отпор најмногу ќе даде за да бидат изборите на 5 јуни кај Али Ахмети, затоа што тој не би сакал по никоја цена во месец мај да биде во кампања. Затоа што месецот мај не, кумановските настани и во мај се обично тие прослави кои ги имаат денови на учека и така натаму, така што сите тие датуми се врзани со Липковско и Кумановско. Така што во месец мај мислам дека тука тој добро ја процени работата и месец мај, иако е најубавиот месец на годината, ама за Али Ахмети не е оваа година најубавиот месец. Мислам дека тука има, може би шпекулираме сега, меѓутоа имам некои информации дека и така се зборува, дека мај месец не му одговара. За кампања. Инсистира да се почитува договорот на 24-ти. Господин Шектански, треба ли да се оди на избори на 24-ти по секоја цена, па дури ако опозицијата не учествува на нив? Како што се залага ВМРО да помане, вие сте дел од таа коалиција. Значи, ние се договоривме коалиционите партнери, 23 партии, да го почитуваме договорот од пржино и на избори да се оди на 24 април, како што е договорено. Значи, по однос на избирачкиот список, Државната изборна комисија ја има СДСМ. Значи, избирачкиот список е во нивни раце. Кој треба да го прочистува? Кој треба да го спроведува? Министерството за внатрешни работи. Значи, тие главни две институции кои што треба да дадат кредибилитет на изборите, се во рацете на СДСМ. И СДСМ не може да каже дека е опозиција. СДСМ е дел од владата. Таа е и во парламентот, таа е и во владата и е на клучните места кои што треба да ги спроведат изборите. Зошто 24 април треба да се почитува? Како прво затоа што е договорено на 24 април да бидат изборите. Како второ, по однос на прочистувањето на избирачкиот список, има две бази на податоци, тоа е Фондот за здравство и Управата за јавни приходи. Значи, каде што за 2 дена може да се усогласат дали се истите лица по матични броеви тие кои што се со Државната изборна комисија. Значи, дека ова не е пред 20 години па да го прочистуваме избирачкиот список со листање на листи. Значи, сега имаме компјутерски софтвери каде што има база на податоци, каде што ги има тие податоци. Кој каде е, кој на која улица е. Значи, тоа дека не може да се прочисти избирачкиот список не држи. Тоа што треба да се очекува е до 20 февруар
Значи, меѓународната заедница, исто како што го одреди терминот 24 април, да го одреди и датумот дали ќе бидат изборите валидни, дали ќе бидат невалидни. Што значи тоа? Тоа значи дека ако меѓународната заедница рече дека се изборите, исполните сите услови за изборниот процес, се сомневам дека не само СДСМ, и партијата на села, и БЕСА, значи не е само од еден субјект и неколку помали коалициони партнери кои што би го бойкотирали изборниот процес. Значи, овде ќе имаме поголем спектар на политички партии од поголеми заедници етнички во Македонија кои што значи го најавија бойкотот на изборите, и тоа во никој случај не е добро за Република Македонија. Значи, тоа што сите го избегнуваме да го кажеме е дека Македонија ја чека голем миграцијски бран. Значи, досега не виден во Европа, во месец мај и во јуни. Доколку се случи да има поголем број, а се споменува Турција 2,5 милиона мигранти кои што ќе тргнат кон Европа. Тоа е стампедо, тоа е безбедносен проблем кој што Република Македонија, која би го имала на границите и би имала бегалски камп, кој што во никој случај не сакам да го има на нашата граница, а вие да држите изборна кампања во мај и во јуни, а имате илјадници бегалци на границата, од кои што западните служби значи рекоа дека и 1% да се припадници на ИСИС, би дестабилизирале државата до таа мерка, што еден изборен процес во мај и во јуни, мислам дека би бил невозможен во Македонија. Господин Рамадани, и еврокомесарот Хан, кога беше во последната посета на Македонија, го спомна овој аргумент за бегалците како еден од валидните зошто изборите треба да се одржат во предвидениот датум. Очигледно Македонија станува многу важна за Европа во градењето на оваа политика миграцијска. Некако немаат надежи дека Грција може да ги заштити надвршните граници на Унијата. Колку може да влијае оваа политика врз оценката што очекуваме од дипломатите на 20 февруари? Видете, ние прво треба да знаеме дека ако веќе се очекува прилив на мигранти, бројки кои се со илјадници, ниту треба да веруваме, ниту треба да мислиме дека можеме да се носиме со таков еден прилив на мигранти ние како Република Македонија, односно како држава. Не случајно веќе имаме најавена помош конкретна од Европската Унија, и тоа на висок ниво, да речеме на министерски и веќе кои доаѓаат и полека и доаѓаат до нашата граница помеѓу Грција и Македонија. И најверојатно со таа криза голема тие ќе бидат вклучени, и тоа доста добро, и со нивни формации, дури и полиција, ако треба и војска. И сето тоа ќе биде мислам дека задача и нивна, каде што нормално дека ние како земја ќе бидеме тие кои треба да обезбедиме ситуација, односно услови, за да можат и тие да функционираат, односно да се надмине таа криза. Ако Република Македонија биде како коридор, мислам дека тоа многу полесно. Коридорот ќе се направи со помош на Европската Унија и земјите во регионот, но ако случајно доаѓа една шпекулација овие денови дека тој голем камп на мигранти ќе биде сместен или
Да, во Република Македонија, тогаш мислам дека Или некаде на границата, не? да, негде на границата тоа ќе биде малку потешко затоа што како држава не знам колку ќе имаме капацитет, иако ќе бидат вклучени сите од Европска унија, но тоа е веќе една тешка задача за Република Македонија. Но во исто време Република Македонија со тоа добива во тоа што значи меѓународна позиција како држава, затоа што ќе биде дел од нешто што ќе биде преокупација за Европската унија, најверојатно и за НАТО и за се. И тука мислам дека може дури да се добие во вакви кризи. Не би дозволиле дестабилизација некако. Не би дозволиле тие, затоа што ние не можеме да одиме со предпоставка дека се заинтересирани европските земји, односно Европската унија, да се дестабилизира Република Македонија. Не, напротив, дури им треба стабилно, напротив, им треба една стабилна Македонија и сакав малку само да се надоврзам во однос на Државната изборна комисија. Во последно време, еве и од господинот Шестански, може би е очекувана, добро, пошто е дел од композицијата на партиите со ВМРО ДПМНЕ, новоформираните институции и Државната изборна комисија беше формирана со консензус. Значи, со благослов, што би се рекло, на 4 лидери. Јавното специјално обвинителство исто така. И сега одеднаш се слушаат гласови се почесто дека и Државната изборна комисија и јавното специјално обвинителство биле на Социјалдемократскиот сојуз, односно биле на страната на Социјалдемократскиот сојуз. Ако одиме со вакви квалификации, мислам дека ќе го отежнуваме процесот понатаму. Затоа што тие се и треба да бидат кредибилни институции, многу важни во оваа ситуација за политичката криза во Република Македонија и не треба многу да ги напаѓаме од сите страни, дури и да ги умаловажуваме како институции, затоа што ако ги умаловажуваме и ако ги понижуваме како институции, тогаш ништо не ни вреди Пржинскиот договор. Ние ќе одиме во се подлабока криза, плюс ако се додаде кризата со мигрантите, тогаш мислам дека тоа што е државничко и тоа што е патриотско, мислам, за државата, веќе не држи. Добро, поентата, ако го разбрав добро Шештански, е дека не е ДИК под контрола на власта, дека таа институција што се грижи за организирање на изборите не е под контрола на власта. Добро што? Не, тука има уште неколку работи, значи не станува збор за две бази и за контрола на МВР врз избирачкиот список. МВР навистина има значајна улога. Не, избирачкиот МВР. Така ве разбрав. Фондот за здравство и УЈП. Значи има две бази на 13 бази. Сега се речеме можеме да МВР е за спроведување на избори. Значи можеме да МВР ги има клучните списоци за лични карти, за пасоши, за лични документи. Сега затоа овој дел на значи јас да речеме не се согласувам со на проверка дали некој бил на лекар во изминатите 3 години, па зависно од тоа да иде на гласање. Значи предлог што дојде од СДСМ, што јас лично сметам дека не беше веројатно добро срочен, затоа што фала Богу јас 3 години не сум бил на доктор и јас за тоа повеќе би се радувал, ама не би сакал да ми биде одземено избирачкото право заради тоа. Но од друга страна, гледам дека постојат тези да се фрла прашина во јавност и да се избегнуваат клучните прашања. Еве да речеме, ние сега јавноста е преокупирана со тоа дали ќе плаќаме данок на масноти. Значи по таа логика јас веројатно би требало дека да бидам издашен, како да кажам, финансиер на државниот буџет, бидејќи маснотиите очигледно ги имам. Но да не се сега засмејаваме на прашања кои што е да така власта од време на време сака да ги фрли како лижавчи и ние да се налепиме тука во јавниот дискурс.
Прво 13 бази се во прашање. Не е тоа воопшто едноставна проверка. Оно што е најчудно е, ние со сите овие работи, со теренската проверка која после ќе треба на примероци да се спроведува, да се спрегнавме како држава, да смогнавме сили, знаење да имавме вистинска државничка доблест во политичките партии и ќе имавме веќе попис. Тој ќе овозможеше 90% од овие потребни резултати да дојде. Беше спречен со пржинскиот договор на начинот на кој што беше, да кажеме, смандрљан на брзина. Но од друга страна, притисоците кои што се случуваат во нашето окружување се тие. И ние не можеме да затвориме очи и пред мигрантските бранови и слично. Од друга страна, па како што ве слушам, значи јас кажувам отворено она што не се согласувам. Ама вака како што ја терате дискусијата, уште малку се изгледа дека СДСМ е предизвикал кризата во Сирија. Да збориме отворено нешто сега, да си кажеме вака. 50.000 бегалци вчера беа на турско-сириската граница. Тоа се сериозни бројки. Не е ниту април, не е ниту мај. И тие бројки ќе се зголемат за 2 недели ќе бидат тука. И доколку е таа, значи да збориме отворено. Доколку ова, еве денес имавме, нели, следевме на вестите, во Алепо се водат битки и слично. Тоа значи дека тие бројки веќе милионски ќе станат далеку пред април и мај. Така што ако имаме проблем со датум во јуни, ако имаме проблем со датум во мај, имаме проблем и со датум во април за избори. Ќе направиме мала пауза во дебатата. На линкови ги имам моите колешки Елена Ивановска-Муковска и Бојана Димитриевска. Бојана, дебатираме околу тоа дали во април, на 24 април може да се организираат кредибилни и фер избори. Последната тема за која партиите дебатираат се медиумите, избирачкиот список, ако земеме во предвид дека горе-долу го решија тоа прашање, останува уште медиумите. Докаде се преговорите, има ли некаков напредок? Гоце, напредок за сега нема, се останува на билатерални средби, барем така информираат од канцеларијата на белгискиот експерт Питер Ван Хауте. Нема информации кога работните групи повторно ќе седнат на маса. Најверојатно тоа би се случило кога ќе има некаков сигнал за приближување на ставовите или за евентуален компромис. До овој момент ставовите и на власта и на опозицијата остануваат непроменети. За само остануваат на нивниот предлог за зголемување на казните за медиумите и санкционирање на новинарите. Се предлага комплетната раководна структура на управниот одбор на Агенцијата за медиуми да ја раководи, да бидат луѓе од невладиниот сектор. Истото се предлага и за Советот во Македонската радио-телевизија, за изборот на членовите на агенцијата да нема критериуми. ВМРО ДПМН пак сметаат дека СДСМ не сакаат решение за медиумите, туку создавање на конфликт, велат предлогот на СДСМ е противуставен и значи целосна цензура. Тие остануваат на ставот или да се преслика европски закон, или да се разгледаат предлозите на еснавските здруженија и да се вметнат во постојниот закон. Очекувањата се дека во целава ситуација и едната и другата страна ќе мора да попуштат, се со цел да се затвори и последната точка од Пржинскиот договор и тој целосно да биде имплементиран. Сепак во изминатиот период бевме сведоци на непредвидливи ситуации на политичката сцена, така да останува да видиме во наредниве денови што ќе донесат консултациите и нормално билатералните средби. Студио? Бојана, ти благодарам. Елена, ти треба да ги имаш информациите од граѓаните. Каков е нивниот став за тоа дали на 24 април треба да има избори? Што е од граѓаните? Гоце, како за понеделник навечер овде на плоштадот Македонија, барем до пред малку беше доста раздвижено, меѓутоа морам да забележам дека граѓаните не сакаат многу да зборуваат за политика. Анкетата што ја направи ТВ Нова за тоа дали треба да има избори на 24 април или подоцна, граѓаните се со поделени ставови. Оние што сметаат дека треба да има избори на 24 април велат бидејќи така е договорено во Пржино и сметаат дека до тогаш може да се организираат и да се исполнат сите услови од договорот во Пржино. Додека оние пак што сметаат дека треба да има подоцна, сметаат дека не може до 24 април да се подготви се и да се исполнат сите предуслови неопходни за фери демократски избори. Но интересно е тоа што доста од граѓаните кои што ги прашавме немаат став, односно им е се едно кога ќе се одржат предвремените парламентарни избори. Предлагам да ја слушнеме анкетата и да ги слушнеме ставовите на граѓаните. Сметате дали треба да има избори на 24 април или подоцна? Ја мислам дека треба да има на 24 април избори. Зошто?
Па затоа што во корист на државата е да има избори на 24 април. Што сметате, избори кога треба да има, 24 април или подоцна? Подоцна. Зошто, може да ни објасните? Па сметам дека се уште не се спремни избирачкиот список и медиумите не е расчистено се уште. Што побрзо, тоа подобро. Зошто? Затоа што се реши кризата и кога ќе се реши кризата, ВМРО во криза исто така и СДСМ е во криза исто така, народот пати ради политичките партии. Па не знам, јас не се занимавам со тоа. Подоцна, рано е, не. Мора се да пречистат и вистина да бидат исписоци во ред и народот вистина да се одлучи како треба да гласа по своја волја. Па мислам дека е време, нема потреба зашто да се договлекува. Треба да се расчистат многу работи па да стварно да биде како што треба да биде. Избори, кога мислите дека треба да има, на 24 април или подоцна? На 24 сигурно. Зошто? Зашто така е договорено. Господине, избори 24 април или подоцна, што сметате кога треба да има? Се исто. Навистина интересни ставови од граѓаните. Што е она што ги тера да тие што се за одлагање, кои се причините, зошто сметаат дека треба да се одложат изборите? Како што слушнавме, сметаат дека до 24 април не може да се исполнат сите неопходни предуслови кои што ги договорија четирите партии во Прџино и затоа сметаат дека треба да има повеќе избори, особено нели оние последните предуслови кои што веќе во јавноста ви Бојана ги кажа, тоа е медиумите. Очигледно граѓаните се информирани и внимателно следат развојот на политичката сцена. Елена, ти благодарам. Бојана, кога можеме да очекуваме некаков развој на настаните во однос на последното прашање со медиумите? Како што кажав, за сега се е на билатерални средби. Питер Ван Хауте се среќава со представниците на партиите и разговараат за предлозите за медиумите. Најверојатно кога ќе има некаков сигнал и кога ќе се види дека може да се дојде до приближување на ставовите или до евентуален компромис, ќе биде закажана и наредната средба на работните групи, односно партиите повторно ќе седнат на заедничка маса. Ова го информираат од канцеларијата на белгискиот експерт Питер Ван Хауте. Тие денеска за Нова ТВ потврдија дека се одржуваат билатерални средби, дека за сега нема официјална информација кога ќе биде следната средба на работните групи, но секако се очекува дека тоа ќе се случи наскоро со оглед на тоа со каков интензитет се одржуваат билатералките и со оглед на тоа што нели амбасадорите на САД и Европската унија во земјава најавија дека ќе го надгледуваат спроведувањето на Пржинскиот договор. Ви благодарам многу на двете. Тоа беа Бојана Димитриевска и Елена Ивановска Муковска. Да, можевме да слушнеме какви се последните информации во врска со медиумите и какви се ставовите на граѓаните. Очигледно за медиумите најтешко оди и најтешко ќе оди. Верувате ли дека може да се постигне решение? Се преговара 2 месеци за ова прашање. Очигледно се диаметрално спротивставени позициите на власта и на опозицијата. Може ли Питер Ван Хауте да ги доближи до некакво решение или на крајот сепак ќе мора да се чека доаѓањето на Јоханес Хан и некаков посериозен притисок? Верувам, извини. Тоа е купување на време. Значи, медиумите, прашањето околу медиумите, значи, во Македонија се приватни. И сета таа фама е само купување на време. Конкретно да ви кажам, Македонската телевизија последното соопштение на ТМР или пресконференција има на 8 мај 2008 година. 8 години. Нема ниту едно соопштение дадено. Сме дел од коалицијата, од владеачката. Значи, по однос на медиумите дека се толку многу битни и опозицијата, условно речено опозицијата, иако не е опозиција, си има своји медиуми каде што допира до своите гласачи, до своите членови. Значи, сето тоа е купување на време до 20 февруар, кога ќе биде дефинитивно ставот на меѓународната заедница дали ќе се оди или нема да се оди. Конкретниот проблем во Република Македонија треба да ни биде јасно на сите е тоа дека Македонија е пред исклучително силен безбедносен притисок кој што ќе биде крајот на пролетта и во текот на летото. Европа ги затвора границите за мигрантите,
Значи, безбедноста ја префрла од својата граница, ја префрла во Македонија. Значи, треба да зборуваме отворено дека се спрема бегалски камп. Значи, ако тоа се случи во Република Македонија, ние не можеме да одговориме на тој сериозен, безбедносен притисок што ќе ни биде наметнат тука. И ние не можеме во мај, во јуни или во јули да зборуваме за изборна кампања кога е можна дури вонредна состојба во државата заради сериозната загрозеност на границите на Република Македонија. Добро, што велите вие дека треба сега само да прифати да оди на 24 април? Значи, јас што велам, јас и минатата повисоки цели државни. Значи, имаме ние повисоки цели тука. Значи, дека Државната изборна комисија не може да го прочисти избирачкиот список не е точно. Во 21 век, во 2016 година, дека не можете да го прочистите избирачкиот список, дека ви се потребни месеци, тоа не е точно. Тоа не е точно. Значи, ние имаме сериозен проблем. Значи, на Македонија, да не ни се случи 2001 година, на нас ни треба легитимни избори и ни треба стабилна влада. Пред се стабилна влада, од било кој. Кој ќе победи, тој. Меѓутоа, ставањето на... Видите, и Србија има на 24 април. Јас го реков тоа на почетокот. Недоволно се обрна внимание на тоа. И не случајно и во Србија е закажано на 24 април оваа година. Низ ден. Може коинциденција. То не е коинциденција тоа. Значи, и ние не можеме да си дозволиме, значи, да го пречекаме, да пречекаме пролетта и сериозниот предизвик кој што стои пред Република Македонија. Значи, јас Добро, и минатата сега година имаме некој вид техничка влада, па институциите си функционираат. Релативно добро се справуваме со бегалската криза. Значи, се уште, ние сме коридор. Значи, ние немаме бегалска криза во Република Македонија. Имаме 146 баратели на азил. 146. Значи, ние немаме бегалска криза во Македонија. Бегалска криза има Германија, има Австрија. Значи, овдека не се задржуваат бегалци. Меѓутоа, градењето на бегалски камп во Македонија од 100, 200, 300 илјади, да не зборим понатаму. Ние ќе имаме сериозен проблем тука. Добро, нашите институции, мислам, во повеќе наврати кажаа дека немаме капацитети за повеќе од 2000. Меѓутоа се затвара границата. Значи се затвара. Се извинувам. Да се вратиме на медиумите. Спомена дека не е проблем господинот Шехтански, но тоа е еден од критериумите што ги наведува амбасадорите во писмото. Очигледно треба да се најде некакво решение. Не можеме, дури нашите квалификации се малку наивни, ако велиме дека се во ред со медиумите, тие се приватни, тука се завршува работа. Дури за вашава телевизија е многу добро и многу поучна како не треба да работи некоја телевизија и добро што имате среќа, влегувате најверојатно во сферата на медиумите во време кога ќе се постигне некаков договор и ќе има некоја регулатива што понатаму многу ќе помогне и другите телевизии да го имаат своето место. Не, за медиумите ние во сите извештаи, мислам, од Европската Унија, Европската комисија, веќе меѓу најнегативните проценки и оценки беше медиумската сфера. И така некако да се дојде до решение, а да не се навлезе во преголема регулација и во опасност да се цензурираат медиумите. Мислам дека тешко оди, меѓутоа колку ни кажуваат последните информации, сега веќе се оди на некоја комбинација, да не биде пример само една држава европска, од Европската Унија, туку да се земат не да како што предлага ВМРО-ДПМН, туку да се оди со примери, комбинирани елементи од неколку држави кои имат, мислам, регулирани добра регулатива за медиумите и најверојатно мислам дека ако треба и ако се сака да се постигне некаков договор, сепак треба да се прашуваат новинарската фела, односно вие како новинари, како луѓе од медиумите,
затоа што најверојатно тука најзасегнати се во една ваква ситуација самите проблем е што и новинарите се поделени. Едни го поддржуваат предлогот на Ван Хауте, други се против. Сега се поделени, меѓутоа ќе мора да се постигне некаков компромис за да се дојде до тоа што се очекува. Господин Величковски, може ли до 20 февруари да се надеваме на решение? Може, јас обично решение да ги очекувам, да речеме, на 20 февруари во 3 саат са бајле. Тоа е обично праксата на овие преговори и нема да грицкаме. Ова е последно прашање, можеме да издржиме уште еднаш до 3. Нема да грицкаме ногти сите заради тоа. Но во исто време јас ќе кажам дека го поддржавме како партија ставот на Сдруженијето на новинари, кој што застана за предлогот на Ван Хауте. Како една стартна позиција, мислам дека и медиумите со асоциацијата исто така и навлегува во третман на прашање кои што се од нивно значење и нашиот став е дека партиите не треба да се мешаат во тој дел од општеството, односно тоа е прашање на регулација од страна на новинарите, на медиумите и слично. Државната регулација е потребна во делот на македонската радиотелевизија, која не е приватна. Таа е регулирана со изборниот законник. Правилата се веќе утврдени таму. Многу е во детали и прецизно одредено што се треба да прави јавниот сервис. Таа е во прилог само на 4 големи партии, ако така гледаме реално. Значи затоа мислам дека за малите партии. Да, има едно 5%, 10%, одлично, фала многу, затоа што со 10% може да се задоволуваат тие кои што сакаат процентуална политика, како што се води во изминативе 25 години во Македонија, а процентите се обично составен дел на тендерите. Значи тоа не се однесува на вашата констатација, туку на водењето на политиката во Македонија. Но јас сакав едно друго прашање да го изведам на површина. Именно велите во 21 век нели се е компјутеризирано и тука лесно се решава, се чисти избирачки список. Во 21 век во Македонија има и биометриски карти, излезе дека во 21 век еден човек може по 3 до 5 лични карти да има во Македонија, компјутерски така изработени. Па слушавме дека може да има човечиња да се носат за рака, нели да си гласат и да си чутат, и сето она што го слушнавме индијанци и слично. Да се вратиме на суштината, на изворот на проблемот. Че ние во тие снимки слушнавме дека нашите институции се темелно подриени. Кој како сакал си го допишувал избирачкиот список. Кој како сакал, значи се случувало, да земеме. За тоа беше инсистираше опозицијата да има министер за внатрешни работи. Тоа беше една од идеите 6 месеци пред избори да Тоа не е прашање што ќе го реши, тоа не е прашање што ќе успее да го реши само еден министер за внатрешни работи, туку тоа ќе биде прашање на третман токму на тоа специјално јавно обвинителство, заради што нашата поддршка кон специјалното јавно обвинителство како институција останува и ја засилуваме, ако забележувате, со секој ден. Зашто искрено речено, од таму може да биде поедовната точка како да го ресетираме системот. А ресетирањето на системот и ресетирањето на партискиот поредок мора да оди паралелно. Четирите големи партии лесно се договори да си го задржат стариот изборен модел, да си тераат како што си тераат до сега. И сега, за волја на вистината, Пржинскиот договор има една предност само, и таа е што договорот под маса што се водеше Тивко, го ставија на маса. И ги отворија сите овие прашања. И анкетата на граѓаните не ја искоментиравме. Таа ја покажува на поделба за која зборав на почетокот. И оде тенка, вака една линија, тенка, ама длабока. За избори, против избори. И еден дел незаинтересирани едноставно не сакаат да го коментираат тоа затоа што ќе се определуваат тогаш. Медиумите исто така се многу значени, иако инвестицијата на овие измени во медиумската регулација не треба да биде во тоа само кој колку ќе биде представен. Туку како да се овозможи секој медиумски проект да функционира и пазарно, што во Македонија е многу тешко во мал пазар, да не биде зависно од јавните финансии, затоа што влади се менуваат, ама желбата за контрола не се менува, таа секогаш е право пропорционално со застапеност. Значи, нас не се потребни институционални механизми, за тоа е кога зборуваме за владење на правото. Како да се ограничи власта, кој готи да е на власт. И од тие причини, само сакам да напоменам уште нешто. Кога ги поставуваме овие параметри, ние можеме, свесни сме за тежината на кризата, на бегалската криза која што доаѓа. Не може да се согласам дека ние сега ќе треба да извадиме уште една тема, како што ВМРО ДПМН прави пред секои избори. Сега еднаш се проблем албанците, еднаш се проблем грците, еднаш се проблем не знам овие, не знам они. Сега ќе бидат проблем нормално бегалската криза. Да ги оставиме сите теории на заговори
контра Македонија, јас не би сакал и не водам политика на таа основа, а мислам дека и се помалку и овде присутните и во Македонија воопшто водиме веќе таква политика, соочени сме со реалноста. Вториот дел на проблемите се економските проблеми. И кој ќе се создаде тој притисок и се создава веќе во јавност. Ова подвоена линија на крај ќе мора да помине со еден мост кој што ќе мора да биде направен на некој начин од политички партии, од политички групации, и тој ќе го создаде или мудроста на политиката, или ќе ни биде, така да кажам, произведен повторно со некои вакви преговори и слично. Ајде да си го направиме ние, затоа ние да си го направиме, затоа што ќе биде промислен, затоа што може да биде добронамерен и не може веќе да биде ниту моноетнички, ниту моноидеолошки. Ама гледаш изборниот модел остана ист. Значи тука се договорија за 2 сата, да ви останат 6 изборни единици. Со 7.000 гласа во 6 изборни единици со 40.000 може да не добиеш ниту едно пратеничко место. И како и до сега. Од над 100.000 гласови на малите партии, значи одат не во вода. Одат значи на првите 2 партии. Затоа се големите коалиции. Ама значи не е тоа, Господинот Величковски спомна специјалниот јавен обвинител, очигледно тоа е дел од разрешницата на кризата, дел од Пружинскиот договор, но како што споменавте и за поделеноста на граѓаните околу датумот на изборите, очигледно се поголема е и поларизираноста и поделеноста на граѓаните и околу работата на специјалното јавно обвинителство. За тоа допринесе, ако може да констатираме, изјавата на лидерот на СДСМ Зоран Заев, кој рече дека калкулираат, очекуваат обвиненија и притвори во пресред на изборите и дека тоа ќе влие на изборите. Денеска тоа пак предизвика реакција кај пратениците од ВМРО ДПМН кои ја повикаа Јанева да се огради од ваквите изјави. Постои ли опасност, можно ли да падне Јанева во одредена замка, да почне да делува политички наместо по слово на законот? Колку и да звучи, просто јас морам да го кажам ова. Ако поаѓаме од логиката зошто е формирана таа институција, зошто имаме специјално јавно обвинителство, мислам дека прва и главна задача е тие да ги гонат тие што се инкриминирани, корумпирани, тие што биле над законот, над уставот и така натаму. Тие нема да прават ајвар и ние не можеме така да се поигруваме со напади, мислам секојдневни кои ги слушаме, затоа што од самиот момент кога веќе е постигнат консензус, односно договор да има специјално јавно обвинителство, мислам дека треба да ги оставаме, нека работат, нека си ја работат нивната работа. Ние дури понекогаш, поаѓам дури од себе, понекогаш и јас, како аналитичар, дури можам и да претерувам ако јас најавувам дека тој и тој ќе бидат гонети, ќе бидат притворени, ќе бидат затворени. И обично ние и политичарите, и аналитичарите премногу се занимаваме со тоа. Со тоа ние правиме проблем, затоа што дури луѓето кои веќе очекуваат некакво обвинение, тие и така се исплашени. Затоа што веќе се ставени во некој процес каде што тие бараат рефлекси, механизми како да се одбранат од тоа што ги очекува. И тоа што ги очекува е тешка работа. Мислам, притвор, затвор, ние мораме да анализираме и со такви предпоставки да ги оставиме намира да работат тие што се таму компетентни, затоа што е таа институција која е формирана со договор. И кога ќе бидат тие обвиненија? Кои ќе бидат обвинети? Мислам дека ние треба тука да очекуваме дека тие ќе работат совесно, врз основа на аргументи, факти и врз основа на тие индиции што ги имат, а фала Богу индиции имат доста,
од тоа, од прислушувани телефони, односно така нарешени бомби и други ситуации, така што ако веќе сме честни, искрени, дека треба да се ослободиме од политичари, функционери кои се или биле инкриминирани или корумпирани од било која политичка партија, мислам дека тука не треба да ги поштедиме тие. Дури јас мислам дека и членството на партиите и членството на тие партии кои имат раководства или раководители инкриминирани, корумпирани, кои работеле над законот и направиле голема штета на државата и на граѓаните на Република Македонија, тука мислам дека воопшто не треба, дури дали се интелектуалци, дали се публицисти, дали се политичари, дали се аналитичари и така натаму, не треба воопшто да се ставиме во позиција да браниме нешто што има име и презиме, односно што има функција, инкриминиран, корумпиран, работил на штета на државата и тука мислам дека треба да се работи законски, дури и специјалното јавно обвинителство, да не се претвориме во лов на вештерки, дури ако се залагаме за владење на правото и правна држава, мора сепак да биде се според процедурите. Читански, вие сте правник, адвокат, деновиве сме сведоци дека низа кривични пријави се поднесуваат против тимот на Јанева. Ако паметам добро, се работи за злоупотреба, за вршење притисок, како е тоа во службата, во извршување на службата? Најпаметно значи да не се врши притисок врз било која судска институција и да не се коментира. Сосема согласувам со господинот Рамадани. Значи треба и судските институции да се остават, да си ја работат работата без притисоци, без партиски соопштенија, повикувања, затоа што судската власт е трет столб во државата, значи таа е независна и би требало да биде независна и како таква да оставиме, значи да си ја тера работата. И неумешно е било кој политичар да дава било какви констатации по однос на работата на судските институции. А бидејќи специјалното јавно обвинителство е со договор, со партиски договор, предвидено на 4 големи партии, меѓутоа и со закон инкорпорирано, значи тоа е сега дел од судските инстанци и како такво треба да се остави да си ја води работата. Господин Величковски, може ли да се одвои правото од политиката? Можно ли е тоа да работи целосно според закон без влијанија политички? Мислам дека по 25 години гледаме дека тоа е тешко можда во Македонија, но гледаме дека во последниве 25 месеци тоа и тоа како веќе се движиме на патот тоа да така да стане. Јас би советувал, да речеме, конкретно и до Заев и до Груевски. Би ги советувал едниот да не ја брани, а другиот да не ја напаѓа Јанев. Не заради друго, затоа што таа ќе си функционира и вака и така. Но тоа дека мислам дека ќе ни се одрази на спротивно на нивните очекувања. Искрено речено мислам дека не стануваше збор за изјава која што беше така драматична на Заев во однос на тоа што се очекувањата од специјалниот јавен обвинител. Од едноставна причина што ако го гледате законот за специјалното јавно обвинителство, се знае дека тоа треба да продуцира обвиненија, прво ќе врши истраги и така натаму. Значи тој не кажа ништо спектакуларно. Исто така, ако ја гледате изјавата денески на претседниците на ВМРО, тоа е една рефлексна изјава. Повторно. Но суштината е во оние 12 денеска, не знам, обвиненија против соработник во специјалното јавно обвинителство. Во претходно не знам колку кривични пријави. Значи, забележливо е веќе, и тоа е добро да бидам искрен, нешто добро мора да има и во лошо се. Се отвараат до крај веќе овие работи со толку фрлање валканици едни на други, двете групации практично веќе го расчистуваат теренот за освестување на јавноста која прво ќе има чувствува гадење, чувствуваше гадење и со самото слушање на снимките, за потоа веќе да граѓаните започнат сепак да го бараат и она што им е потребно.
Не зборувам во партиска или политичка смисла, туку во системска, во институционална смисла. Че луѓето си ги бараат институциите за да им бидат гарантирани нивните права и слободи. За да им бидат гарантирано дека ќе излезе на улица, ако направи прекршок ќе го казнат, ако не, ќе биде заштитен, нели? Тоа е улогата на институциите. Во вториот дел, кога зборуваме за специјалното јавно обвинителство, што има мандат на траење. И овие постапки нема да бидат спори. Тука да не се лаже. Не верувам дека ќе може да направат било каков почеток од нели покренувањето обвинение и слично. Не верувам дека ќе може да направат драматично поместување. Ти само ќе дадат епилог на нешто што веќе не е јасно. Значи, ако после сето она што го слушнавме, нема обвинение во нормална земја и редовното обвинителство, ќе покренеш обвинение и за Јанкуловска, и за Јанакиевски, и за Груевски, и за Мијалков. И тоа се факти. Но, еве, тоа немаше сила да се случи, значи сега беше потребно специјалното јавно обвинителство. Зборуваме дека фактички веќе имаме, јас не би рекол надворешна интервенција, туку дојде до една ситуација во која креаторите на кризата беа натерани да бидат дел од создавањето институционални механизми за решавањето на кризата. Нема специјалното јавно обвинителство да ја реши кризата. Туку паралелното оправање низ отварањето на овие процеси, паралелното влијание врз судството, не врз судиите, туку врз доблесноста и судењето по закон врз судството, кој ќе мора после ова да се случи. Бидејќи јавноста веќе ги има начулено ушите. Широко гледа сега што ќе се случува и сите ќе сакаат да го знаат тоа. Всушност, последниот обид за затварање на ова прашање и ставање под маса беше практично класифицирањето на работењето на Јанева и оној закон, заедно со законот за специјално јавно обвинителство, каков ќе иде пристапот до тие материјали. И ние денеска, значи ќе имаме ситуација во која 30 и колку беа таму бомби, тие ќе бидат познати на јавноста. Суштинските не се излезени, ја се отвора прашање. Како се движеа берзанските движења? Многу интересни разговори сигурно постојат во тие фајлови. Што се случуваше со Монструм? Го поставам тоа прашање повторно. Значи, за сето тоа мора да имало, нели ако веќе кај, не знам, Чавушот и слично можеле да се најдат 70.000 разговори, сигурно има и некои разговори кои што можеле да се најдат и по овие прашања. Демократската јавност веќе има потреба, а таква е јавноста во Македонија, затоа што тормозењето што се случува во овие десетина години и ова исклучително изострување на чувството на јавност во овие година и пол е производ на зреење, ако сакаме така да кажеме, на една политичка нација и во исто време зреење на чувство за тоа што веќе се бара од институциите кои граѓанинот си ги плаќа. При тоа, значи сакам да напоменам уште еднаш. И повторно ќе заборавиме на крајот суштината. Прво беше кој прислушкувал. За тоа кој прислушкувал, првото прашање кој треба да си понесе одговорност, тој што дозволил да се прислушкува, ако е така. А во вториот дел, и што е тоа што се слуша? Затоа што злоупотребата на институциите била вршена на еден, на друг, на трет начин. Кога тоа веќе дава трајно менува човечки судбини. Ако демократската јавност не реагира на тоа, нема да може да имаме епилог, нема да може да имаме развој во државата, нема да имаме кредибилна влада, па макар какви год избори имала. Кога зборувавме и сега само да се надополнам, кога зборувавме избирачкиот список, нас не ни е битно дали во избирачкиот список има 1.500.010 или 1.520.000 жители како прецизна бројка во овој момент. Нас ни е битно да знаеме дека има кредибилни институции кои ќе кажат 1.515.000 има, ама сите да веруваме во тоа и да знаеме дека врз основа на тоа ќе дојдеме до реален резултат. Дека кој ќе се оди после нема случајно да, нели, како беше црни вреќи да се појавуваат и така натаму. Тоа е нешто што ние како општество мораме да се соочиме. И да си ги признаеме сите факти, дека тука биле меѓупартиски, меѓуетнички договарања, правења, сето она што фрли дамка врз една идилична слика за честноста на политичарите во Македонија. Не ги заборавам ни процесите кои што се отворени против опозицијските политичари. Мораме, искрено речено, да зборуваме факт. Сите случаи мора да добијат епилог. За да расчистиме со оно што кажавте и што каже и господинот Рамадани. Сите случаи мора да добијат епилог затоа што веќе мора да се расчисти со сето она што би значило влечење на граѓаните, влечење на политичката нормалност назад.
Секој оној што е корумпиран, како што рековте, се согласувам. И тука мораме да расчистиме. Корупцијата постои, сигурно има нели и во Европска унија, и во Америка, и во Азија, и во, не знам, Јужна Америка. Ама луѓе, постои и институционална борба против тоа. И кој ќе се види дека негде постои, таа се санкционира. Ако таа стане основа за политичко живење и владење, тогаш веќе нема држава. Тогаш граѓанинот нема на што да се потпре, освен или да иде во екзодус, како што и во моментот во Македонија се случува, или да ја бара правдата во своји раце. Во 21 век би било штета држава што можеме да си ја поставиме по сите параметри, да ја губиме на ваков смешен, ироничен начин. Само ние прескокнуваме нешто. Значи 25 години, се во ред тоа што го кажеш, согласувам. Меѓутоа ние прескокнуваме. Значи Македонија замиже на приватизацијата, на криминалната приватизација во 90-тите години. Значи помладите генерации не се сведоци на тоа, не знаат, меѓутоа Македонија имаше во средината на 90-тите страшен закон за приватизација, катастрофални 360.000 стечајни работници, каде што во неколку раце, во неколку поединци премина државниот капитал, каде што и после 25 години не се отворија никакви постапки. Ние немаме ниту една постапка за ревизија на приватизацијата. Значи, нешто што едноставно се замижува и се гледа само напред, без да се сврти назад. Не, јас не се замижувам. Дали има Рамадане, дали има не се замижуваше, мислам колку е разговарано и кажано за ова. Дали е направена ревизија? Но тоа што мене ме загрижува во сите овие ситуации, постапки, дали се судски, јавно обвинителство и така натаму, санкции, институции, тоа што ме загрижува таа политичката култура и политичкиот диалог. Ние во последниве години немаме политички диалог помеѓу опозицијата и позицијата. А не се малку кога немаш 10 години политички диалог. А што значи политички диалог? Ние немаме соочување. Ние 10 години немаме соочување на лидер, на премиер и на лидер на опозицијата. Ние немаме соочувања помеѓу лидери на политички партии. Истото се случуваше и во, така нарече, условно кажемо, македонскиот дел, исто во албанскиот дел. Кога ние сме имаме односно соочување помеѓу Никола Груевски и Зоран Заев, Али Амети и Менду Тачи. Затоа што, гледано од дистанца сега, најмногу пак губа тие. Затоа што кога би имале ние диалог со настапи пред медиумите, пред граѓаните, тогаш ние би имале и силна опозиција и многу поздрава власт. Дури и мислам дека не би се забегале толку тие на власт да заглават и во овакви ситуации, да ја доведат државата до политичка криза, со сегменти на безбедносна криза, а најмногу заглавиле самите, затоа што никогаш не признавале дека, односно не сакале да имаат силна опозиција. И кога ти не сакаш да имаш силна опозиција, власта расипува. По дефиниција расипува, така ли е, Иван? И ако си 10 години на власт, затоа јас понекогаш мислам, дури и да биле добри, да не бидам нихилист дека ништо не било добро, 10 години на балканските простори да бидеш на власт, таа власт расипува. И сегаш имаме ние ваква ситуација до кое дереđe дојдовме. Да имавме ние барем месечно еднаш настапи пред медиумите, тоа што е направене, тоа што се критикува и така натаму, и граѓанството би го примило тоа многу нормално. Но кои се изјавите на позицијата на власт? Јас почесто сум го слушал да ги докрајчиме овие комуњарите. Што значи тоа да ги докрајчиме? Тоа како
како вокабулар. Политичка реторика. Да, политичка реторика е премногу оштра. Или обратното. Значи, тука ние губиме. Губат, на крајот ќе губат и самите тие така наречени големи лидери кои се прават. Затоа што ако нема политички диалог, меѓупартиски диалог, меѓуетнички диалог во Република Македонија со сите специфичности што ги има како држава, мислам дека тоа е голем проблем. Ние мораме да бидеме свесни. Ние никогаш не сме виделе ваква поделеност помеѓу македонскиот народ како што го има сега. Кај македонците. Кај македонците велам, никогаш. Никогаш. Имаме сега веќе индикации таква поделеност да има и кај албанците. Зошто? Затоа што политичките партии на власт и политичките партии во опозиција немале слух за диалог, немале слух дека демократијата се гради со позиција и опозиција, со власт и опозиција. И тука мислам дека стои проблемот што не доведе сега во рамки што немаме друг излез, освен најлесно што можеме да направиме сега, сите да признаваме дека ни беа години кои изгубивме сите, дај барем да ги формираме, односно да направиме здрави и добри институции и преку институциите на државата овие работи негативни да се отстранат и да се почне со избори, со легитимна власт, со власт која ќе знае да води диалог со опозицијата, со опозиција која ќе знае дека и таа е одговорна за просперитетот на државата и изборот на граѓаните. Тоа се бара. А тоа не верувам дека овие лидери главни не го знаат. Меѓутоа, премногу се затворија во нивните групни, политички, тесни партиски интереси и оставија простор за да имаме ваква криза. Ако дозволите, при крај ни е времето, остана уште еден аспект кој сакав да го поразговараме, тоа е прашањето за името и самитот на НАТО во јуни. Очигледно овие 2 месеци имаше некакво придвижување во тој процес, имаше некои посети на Поповски, на Али Ахмети, на Атина, имаше и средби на американската администрација со грчката влада. Али Ахмети децидно, експлицитно го спомена самитот на НАТО како една од причините поради кои Македонија треба да има влада веќе во мај. Очекувалите ли дека може да се реши спорот за името и Македонија да добие покана за членство во НАТО? Пошто се занимавам. Кампања беше поред Не, пошто се занимавам со председателство на Европскиот совет. Колку пати треба да му се каже на тој Али Ахмети дека не е самитот тој што одлучува Република Македонија да биде членка на НАТО или да ја добие поканата. Ние имаме заклучок од последниот, не од последниот, од самитот во Букурешт, заклучок напишан дека Република Македонија, кога ќе го постигне компромисот околу името со Република Грција, идната среда, ако тоа се случува во петок, идната среда ќе седнат амбасадорите веројатно како некоја символика. Веројатно некоја символика е самитот. Ќе се отвори поканата. Нашата покана е во плик. Само треба. Затоа мислам дека овие се флоскули, односно популизам еден и популизам на очигледно, господин Рамадани, треба да имаме политичка влада со силен мандат за да влезе во решавање на евентуално такво прашање. Нормално, зашто го имаме ние овој Прженски договор, сите овие договарања, ако тие 4 лидери не се свесни дека ние треба да имаме
понатаму нормална влада, легитимни кредибилни избори. Јас не знам зашто се состануваат тие. Ако веќе се прават тие се први 4 лидери, тие се главни, тогаш нека превземат и одговорност да имаме кредибилни избори, да имаме легитимна влада, да имаме влада која може да се договори со опозицијата и за овие тешки прашања, односно една од најтешките прашања во врска со името, и за да можеме ние да бидеме кандидати сериозни за членство во НАТО и да ги започнеме преговорите со Европска унија. Господин Шехрански. Често почетокот реков дека целата оваа криза има крајна цел, значи притисок за решавање на спорот со името. Јас лично спор со името немам. Значи, името на државата Република Македонија, името на народот, македонски народ, јазикот, македонски јазик, тие не треба да бидат предмет на никакви преговори, како што се прави овие 25 години. Штом преговараш, значи си согласен за некоја промена. Дали вие сметате дека името треба да се решава на референдум? Јас мислам не. Зошто не? Името македонско. За него не може да одлучува никој друг. За него може да одлучуваат само македонците. И тоа не ние сега. Не можам јас да одлучувам за некој кој што го дал животот за Македонија, за македонската кауза. Тоа прашање не смее да се поставува. Нас лично македонците тоа не тангира. Без навреди, меѓутоа за македонското прашање, за македонското име, не може да биде на референдум да одлучува друг, исто како што јас не можам да одлучувам за името или за идентитетот на некој друг. Македонското име и македонското прашање не можат да бидат предмет на референдум. Може да. Бидејќи ова не е прашање на етничка припадност. Не, јас мислам дека е многу некоректно ако зборуваме дека за тоа треба да одлучуваат само македонците или дека тоа прашање треба да иде на референдум и слично. Јас ќе ги соопштам ставовите на либералната партија, а тоа се дека прво ние преговараме согласно резолуција на Советот за безбедност. Второ, ние преговараме за референдно име, ако не се лажам, значи за БРМ. Организирањето референдум во Македонија, на кој инсистира ВМРО-ДПМН, е инсистирање за отварање на промена на уставното име. И тоа ВМРО-ДПМН треба да го признае. Второ, во моментот кога го одби предлогот на Нимиц, Груевски, за неексклузивност на атрибутот македонски и така натаму, Груевски во тој момент го понуди идентитетското прашање, го стави на маса пред Грција и им го стави на располагање да го користат како аргумент. И тие грешки на македонската дипломатија, еднакво како оние замислени двојни формули што ги форсираше во едно време дипломатијата во Македонија. Тоа се грешки, периодични грешки кои оставиле трајни последици. И од тие причини мислам дека решавањето на спорот за името воопшто не е дел од пакетот на Пржинскиот договор. Напротив, сега гледам, јас мислам дека моја втора или трета кампања на ДУИ, каде што европската интеграција е дел од кампањата. И тоа е, нели... Не е, господин Величковски, но јас паметам една изјава на Јоханес Хан дадена лани после Пржинскиот договор во јули-август, во која кажа дека очекува Европската комисија, Европската унија, Македонија да го спроведе во целост Пржинскиот договор, да финишира со избори на 24 април, бидејќи после тоа ја очекува решавање на спорот за името. Само сакам да ако може. Може само едно дополнување. Спорот за името останува прашање кое што е на агенда. Тука мислам дека никој нема дилема. Нема, очигледно е поврзано и прво мора да се комплетира процесот од Пржино за да се влезе во тој процес на решавање на спорот. Само пошто господин Шетански малку алудираше дека треба македонците да решат и
нивна задача, односно тие да ја донесат одлуката во врска со името. Мислам дека албанците во Република Македонија не можат да не бидат заинтересирани како ќе се реши и кога ќе се реши проблемот околу името, затоа што ние сме во процес веќе 20 и кусур години во врска со името како проблем. Тој проблем веќе помеѓу Република Грција и Република Македонија има и меѓународно, мислам, и меѓународна димензија. И сега, јас сакам да бидам искрен до крај. Ова што се повикуваат на референдум, господине Шетански, тоа сака да се вадат политичарите, односно и Никола Груевски и другите, затоа што и челниците на Социјалдемократскиот сојуз и челниците на ВМРО ДПМН и други се за референдум од кога ќе се постигне некаков договор. Јас едно знам, дека во врска со идентитетот на македонците, барем ако некој игра фер, и тоа со години во Република Македонија, вклучувајќи дури и Албанија и Косово, за идентитетот македонски, од званична политика албанска, немаше никогаш и ниеднаш, мислам, дилеми во тоа што значи идентитет македонски. И мислам дека тоа е точно и докажано и покажано. Така што изјавата се работи за политичко прашање, но има и ова емоционални аспекти. Интервјуто на господинот Груевски, за Товима, да. За Товима, тој ги набројува некои работи што се во ред, мислам. Меѓутоа, сепак дава сигнали дека е спремен на компромис. Се разбира, да, компромисот е за името. Компромисот е за името на државата. Со каква додавка или придавка. Друг компромис нема. Мислам дека таа црвена линија се знае. Таа не може да биде само една партиска црвена линија, туку црвена линија на сите. И кога вели Груевски да јас гарантирам со двете раци ќе потпишам дека и немам претензии. Мислам како председател на една партија, добро е што е таква изјавата, меѓутоа таа црвена линија од страна на грците не е поставена, така ли е, не е поставена само од една партија. Таа црвена линија е таму со консензус е направена. И тука треба тој консензус, односно тоа да... Друго ми беше прашањето. Така што, дали сметате дека сме заинтересирани дека треба да се надмине овој проблем, Дали мислите дека другите националности кои живеат во Македонија треба да одлучуваат за името на Македонија, на македонците? Не, за името на Република Македонија се заинтересирани. Мислам, ако се постигне компромис во врска со додавките кои се спомнати, затоа што и во Букурешт се одеше со еден компромис во врска со името. И тоа прием во НАТО, да. За прием во НАТО. Не, се знае тоа, не, тоа е јавна тајна. Да, тоа дека се одеше Република Македонија, тире или под загради Скопје, меѓутоа беше сосема со доцнење, односно касно се одеше со овој компромис. Инаку дека не се заинтересирани или не треба да се заинтересирани албанците, мислам дека тоа не држи, затоа што сигурно сите граѓани сакаат да видат Македонија во Европска унија и НАТО. Не зборуваме за граѓаните. Тоа прашање зборуваме за идентитетот на македонците. Уставот кај нас предвидува граѓански концепт. Многу широка и многу долга, ова е прашање кое 25 години не е решено и прашање дали може да се реши и кога воопшто ќе се реши. Ви благодарам многу за учеството во дебатата на телевизија Нова. Времето помина на вистина брзо. Благодарам на поканата. Вам почитувани, благодарам што останавте со нас. Бидете на Нова, следуваат вестите.